Собранието со 67 гласа за и 13 против ја утврди потребата од измени на законот за влада, со кој се предлага укинување на пражинската, односно техничката влада. Пратеникот Оливер Спасовски од Социјалдемократскиот сојуз побара измените да се донесат со консензус, како и при нивното првично усвојување, а не по скратена постапка. Со тоа што денеска на брзина, по скратена постапка, наместо во редовна постапка, сака да донесете закон за влада, нема да можеме да ги исполниме тие критериуми за реформската агенда, бидејќи реформската агенда предвидува, како и за другите законски решенија, изборниот законник, нов закон за нов кривичен законник, и исто така и за нов закон за влада. Така да, мислам, нема потреба од никакво брзање во однос на носеното законско решение, да се вратиме на форматот на кој што разговараме за ова прашање, за кое што практично на барање на вашиот председател тогаш е донесено законско решение кое што го имаме исто консензус со политичките партии и преку диалог внатре во собранието да го вратиме. Координаторот на претеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицевски праша зошто опозицијата е против измените, оценувајќи дека пражинската влада е веќе надминато решение. Не ми е јасна оваа панична реакција од опозицијската СДСМ, од причина што сите овие аргументи кои што ги слушнавме од координаторот Спасовски не држат вода. Зошто? Затоа што ова брзо носење на закон започна од 20 јануари, кога Минчев не собра сите политички субјекти, ни го даде законот за да размислуваме и да разговараме за евентуалните измени кои што би можеле да се случат, затоа што и формално и неформално се изнаслушавме дека таа техничка влада, односно така наречена пражинска влада, е надминато решение и дека тоа треба да се смени. Чудно некако ги сменивте ставовите од укинување на оваа техничка влада во повторно или плашење зошто да се укине, и од таа причина владата, односно министерството, помина го земеле фактот дека следните избори треба да се случат, па потоа да се случи таа промена, и не ја гледам причината за вакви панични реакции од ваша страна. Техничката влада произлегува од Пражинскиот договор од 2015 година со цел да обезбеди фер избори преку вклучување на опозицијата во извршната власт 100 дена пред изборите. На дневен ред на собраниска процедура денес пред пратениците беше изнесен предлог законот за измени и дополнување на законот за пратеници по скратена постапка, поднесен од страна на пратеничката група на ВМРО ДПМН. Со него, според пратеникот Антонио Милошовски, ќе се утврдуваат повисоки и построги критериуми за тоа кое лице може да биде пратеник. Се утврдуваат повисоки и построги критериуми за тоа кое лице може да биде пратеник во собранието. Односно принципот еден пратеник, едно државјанство. За да биде пратеник во Македонското собрание, секој ќе мора да има само државјанство на Македонија. Пратениците кои во моментот имаат двојно државјанство нема да може да бидат пратеници доколку се усвои овој предлог закон. Овој закон планирано е да влезе во сила со денот на објавувањето во службениот весник, а тоа значи дека овој закон, доколку биде усвоен, ќе важи и за овој пратенички состав. Односно, оние пратеници кои што имаат двојно државјанство нема да може да бидат пратеници во собранието на Македонија. Во однос на политичките шпекулации за државјанството на пратеничката група која го поднесе овој предлог закон, Милошовски категорично изјави. По однос на политичките шпекулации, ние како петмина потпишани колеги пратеници кои што го поднесуваме овој закон, секој оној кој што смета дека било кој од нас поседува било какво друго државјанство, го повикуваме да излезе надвор од говорницата, да изнесе такво тврдење и потоа преку судска постапка да го докаже истото или да се соочи со пресуда за лажење и клевета. Од СДСМ потврдија дека ќе го поддржат предлог законот, зашто координаторот Оливер Спасовски изјави дека предлогот ќе влезе во процедура, но го оцени како популистички и тешко применлив, бидејќи не може да се утврди дали некој има едно или повеќе државјанства. Тој најави амандман со кој забраната би се проширила и на други функционери и би важила и за актуелниот состав на собранието. Советот на јавните обвинители на Македонија донесе одлука за распишување огласи за избор на раководители во повеќе основни јавни обвинителства, меѓу кои се Кочани и Радовиш, како и други обвинителства во државата.
Паралелно со ова, Советот усвои измени со кои се зголемува бројот на јавни обвинители во регионот, кој е под надлежност на Вишото јавно обвинителство Штип. Според одлуката, во основното јавно обвинителство Штип и во Кочани ќе биде ангажиран по еден нов обвинител, додека во Вишото јавно обвинителство Штип ќе бидат дополнително назначени двајца обвинители. Од Советот информираат дека ваквите измени се резултат на потребата за поефикасно функционирање на обвинителствата и подобро справување со зголемениот број предмети во источниот дел на државата. Студентката Теја од Штип, која копната ноќ била во дискотеката Пулс во Кочани, сведочеше пред судот за настаните пред и за време на пожарот во кој загинаа голем број млади луѓе. Таа изјави дека пиротехнички средства биле поставени многу блиску до гостите, на што реагирала уште за време на вечерта. Според незиното сведочење, кратко по нивното активирање започнал пожар, при што се појавиле искри и плафонот почнал да гори. Во моментот на евакуацијата настанала голема паника и турканица. Сведокот опиша дека се заглавила меѓу влезната и излезната врата и тешко дишела, додека околу неа владеел хаос. Подосна била извлечена од обезбедувањето. Таа додаде дека и во претходни посети на локалот имало употреба на пиротехника, а во минатото дури и како малолетна влегувала во дискотеката. Во февруари 2026 година просечната месечна исплатена нето плата по вработен изнесува 46.159 денари, што е за 7,2% повеќе во однос на истиот месец лани. Најголем раст е забележан во секторите административни и помошни услуги, рударство и снабдување со вода и управување со отпад. Просечната бруто плата изнесува 69.371 денар со годишен раст од 7,3%. Зголемување на платите е регистрирано и во повеќе индустријски сектори, додека намалување е забележано во земјоделството, шумарството и рибарството, како и во дел од услужните дејности, информираат од Државниот завод за статистика. До овој момент Агенцијата за храна и ветеринарство нема добиена нотификација преку системот за брзо известување за небезбедни производи на Европската Унија, дека на македонскиот пазар е пласиран небезбеден производ храна за бебиња од брендот Хип, 190 грамско пакување во стаклена тегличка со вкус на морков и компир, кој е предмет на повлекување и истрага во Австрија и неколку европски земји. Агенцијата ја следи состојбата и доколку се јави потреба навремено ќе реагира. Дополнително од страна на операторот со храна, овластен дистрибутер на производите на Хип за Македонија, агенцијата доби писмено известување дека во земјава воопшто нема увезено од спорниот производ, односно истиот не е пласиран на македонскиот пазар. Соопштија денес од Агенцијата за храна и ветеринарство. Тешка сообраќајна несреќа се случи на патот Бургас-Малко Трново во близина на граничниот премин кон Турција, во која животот го загубија двајца патници и намалку 16 лица се здобија со повреди. Несреќата се случила кога украински автобус кој превезувал 37 патници и двајца возачи застанал поради недостаток на гориво. Според првичните информации, додека патниците излегувале од возилото и се собрале во неговата непосредна близина, автобусот неочекувано почнал да се движи наназад, при што удрил во групата луѓе и завршил во канал покрај патот. Како последица на ударот, 2 лица го загубија животот, додека 16 патници, меѓу кои деца, се пренесени во болниците во Бургас и во ургентниот центар во Малко Трново. Главниот обвинител на Бугарија, Борислав Сарафов, денеска рано изутрина поднесе оставка на својата функција, само 2 дена по триумфалната победа на Румен Радев и неговата коалиција Прогресивна Бугарија на парламентарните избори. Ово беше објавено само 2 часа по ултиматумот испратен од Иван Демерџиев од Прогресивна Бугарија и по виците од Демократска Бугарија. Обвинителскиот колегиум ја назначи Вања Стефанова, долгогодишна обвинителка и поранешен заменик шеф на тајната служба ДАНС од времето на кабинетот Орешарски за привремен генерален обвинител. Грција воведува нов пакет финансиски и материјални стимулации со цел да го реши долготрајниот проблем со недостиг на медицински персонал во островските и оддалечените региони, каде што здравствените установи со години работат со сериозен кадровски дефицит.
Министерството за здравство во координација со локалните власти предвидува повеќе мерки за привлекување лекари, меѓу кои месечни финансиски додатоци до 7.200 евра годишно, бесплатно сместување, покривање на трошоци за храна и режиски сметки, како и рефундација на патни трошоци и други поволности. Со оваа програма Грција се обидува да го ублажи долготрајниот проблем со недостиг на медицински кадар во руралните и островските области. Над 1000 средношколци денеска ги посетија над 50-ната штандови од факултетите и компаниите кои се работуваат со Универзитетот Гоце Делчев од Штип на денешниот негов отворен кариерен ден. Се интересираа за условите и начинот како понатаму да го продолжат своето образование. Денес со моите соученици присуствуваме на отворениот ден на УГД, каде што имаме можност да се запознаеме поблиску со студентските програми и условите за студирање. Посебно ме привлекува медицината и се гледам како виден студент на медицинскиот факултет. Нашите апели како студенти на Универзитетот Гоце Делчев дефинитивно се средношколците и моменталните матуранти да донесат правилни избори, да донесат добри одлуки и да се запишат на факултетот на било кој од факултетите на Универзитетот Гоце Делчев. Од какво значење е отворениот кариерен ден за самиот универзитет? За нас ова е од огромна важност, бидејќи на тој начин им овозможуваме на младите да ги добијат, да ги реализираат соништата, да се запознаат со тоа што нуди нашиот универзитет, кој наистина многу вложува во подобрување на квалитетот на студиските програми, во подобрување на условите за студирање, во нивото на студирање и пред се во интернационализацијата, односно во можностите тие да бидат дел од европскиот универзитетски простор. Универзитетот за општината е од големо значење, вели градоначалникот Иван Јорданов. Развојот на Штип е во голема мера зависен од развојот на Универзитетот Гоце Делчев, а во исто така голема мера и во зависност од комуникацијата помеѓу реалниот сектор, универзитетот, општината. Ова е еден одличен начин, една одлична можност студентите да се осознаат за можностите за студирање и трасирање на својот пат во рамки на Универзитетот Гоце Делчев. Стопанската комора на Македонија, долгогодишен партнер на УГД, во универзитетот гледа вистински расадник на идни експерти за македонското стопанство. Тргнуваме од премисата дека компаниите не се обични работодавачи, туку се повеќе треба да еволуираат како партнери во образовниот процес и затоа е многу важно да ги зајакнуваме линковите за обезбедување на практична работа на студентите, на кадарот кој што се креира во академската заедница, за да тој биде спремен да влезе директно да се активира на пазарот на труд. На над 50 на штандови, компаниите партнерите на универзитетот ги изложија своите атрибути за идните академски граѓани. До сега сме многу задоволни, морам да ги поздравам за овој добро организиран ден на кариера, каде што студенти и средношколците ќе се запознат со компаниите. Соработката ја гледаме преку остварување на посета на студентите и средношколците на нашата компанија, за да може да добијат увид што се работи кај нас, за да можат понатаму да видат дали да го продолжат понатамошно да има професионален и стручен развој. Соработката со УГД моментално е одлична. За прв пат оваа година почнавме активно да учествуваме на ваква организација од нив. Се надеваме дека ќе продолжиме понатака и да имаме можност нашите студенти, млади кадри ги задржуваме тука, да доаѓаат да работат во нашата фирма. Со подршка од општината, ова е втора година на реализација на отворениот кариерен ден на Универзитетот Гоце Делчев. Со изложени над 30 дела од учениците од Средното медицинско училиште Јане Сандански во уметничката галерија Безистен, денеска започна активностите за одбележување на патронатот на ова училиште и 69 години од неговото постоење и работа. Изложбата е од хуманитарно-донаторски карактер. Би сакала да истакнам дека со оваа изложба учениците испраќаат силна порака дека грижата за луѓето не се заснова само на медицината, тука се и емпатијата, солидарноста и хуманоста. Воедно би сакала да истакнам дека утре на истото ова место во 12 часот ќе имаме пригодна приредба на која ќе се представат нашите ученици.
Фондацијата САСА потпиша договори за доделување грантови со 4 бизнис проекти кои се дел од акселераторската програма започне својата бизнис авантура во Македонска Каменица, наменета да им помогне на локалните предприемачи да започнат или развијат своји бизниси, со што директно се поттикнува локалниот економски развој. 4 бизнис идеи избрани од страна на стручна комисија, кои од Фондацијата САСА ќе добијат грантови за кофинансирање во вкупен износ до 50.000 евра се. Вила Калимана Lake View, проект за развој на нов туристички комплекс во близина на езерото Калиманци. Физиоактив, проект за развој и понуда на организирани тури и туристички услуги со електрични велосипеди. Microgreens, проект за производство на органски земјоделски култури, и Осоговски плод, проект за собирање и преработка на природни шумски плодови. Стои во соопштението од Фондацијата САСА. По потпишувањето на договорите за доделување на грантови, започнува фазата на имплементација, во која избраните корисници ќе продолжат да добиваат стручна поддршка во растот и развојот на нивните бизниси. Со оваа програма не инвестираме само во бизнис идеи, туку и во луѓето и во иднината на Македонска Каменица. Нашата цел е да го поддржиме создавањето нови одржливи бизниси кои ќе генерираат нови работни места и долгорочна вредност за заедницата. Ова е само почеток на еден поширок процес за градење предприемачка култура и креирање нови перспективи за младите и за целокупната локална заедница. Изјавија од управниот одбор на Фондација САСА. Акселераторската програма е дел од иницијативата на Рудник САСА, кои се реализираат преку Фондацијата САСА, насочени кон долгорочен и одржлив развој на локалната економија и подобрување на квалитетот на животот во заедницата. Во зајакнување на локалната економија и отварање нови развојни перспективи, Општина Делчево на 30 април ќе биде домаќин на бизнис форумот Заедно да подадеме рака на развојот. За прв пат во Делчево ќе се одржи еднодневен бизнис форум кој што има меѓународен тип, затоа што не само бизнисмени и бизнис заедници од нашата општина ќе бидат на самиот форум, а ќе имаме представници и од соседна Република Бугарија, тоест тамошните бизнисмени во соработка со двете стопански комори на Македонија и Бугарија ќе имаат можност да дискутираат и да разговараат и да понудат собствен производ на 3 панел дискусии кои што ќе бидат на 30 април во спомен домот во Основ со почеток од 12 часот. Ваквите иницијативи се клучни за создавање поволна деловна клима и привлекување нови инвестиции. Гостите од Бугарија ќе имаат можност да се запознаат пред се со нашите туристички можности за развој на секој вид на туризам, со нашата храна, со нашите специјалитети, но и тоа што радува е што ќе имаат можност за евентуално воспоставување на соработка за прекогранична искористување на сите можности за прекогранична соработка, затоа што и знаеме дека од минатата година веќе и правни субјекти имаат можност да аплицираат по разноразни повици и проекти. Кои резултати се очекуваат од овој бизнис форум? Мислам дека ќе се оди некоја заедничка соработка за осовременување на стопанството, за нови инвестиции во стопанството и во Делчево и во општините во Република Бугарија, така да мислам дека ќе имаме одлична можност за и одличен инпут за отпочнување на нешто ново, за пошто сепак плодот ќе биде развојот на бизнисот и развојот на локално-економскиот развој на општина Делчево. Со уредување на училишниот двор, но и други екоактивности денеска во Штепското средно училиште Димитар Мирашчиев се одржа централната манифестација за одбележување на Светскиот ден на планетата Земја. Нашите ученици изработија има низа на активности во која што изработија модели во кои што ги представија подигањето на свеста на самата јавност за уредување на планетата Земја, со што ги рециклираа материјалите и од нив изработки, тоест фустани и здолништа кои што можете и самите да ги проследите. Целта на овај настан е хортикултурното уредување на училишниот двор. Каков чекор прави општината за одбележување не само на овој ден, но и во текот на целата година. Општина Штип даде поддршка на проектот Заеднички заселено застапување за заштита на животната средина. Овој проект е финансиран од швајцарската влада и преку овој проект
проект општината се вклучи со тоа што организиравме 2 локални иницијативи. Учениците од ова училиште веќе подолг период своите креаторски и дизајнерски сознанија и талент го практицираат со еколошки материјали. Ние како ученици од СОУ Димитар Мирашчиев Штип, текстилната струка, тоа што го цртаме на хартија, тоа се трудиме да го изработиме од рециклиран текстилен материјал, со тоа што и ние ќе придонесеме за поздрава и по чиста животна средина. Правилниот однос кон природата се стекнува од мали нозе. Тоа го потврдуваат учениците од Основното општинско училиште Ванчо Прк. Со овој проект ние направивме брошеви и ветерници да ја означиме планетата Земја. Ние закачивме цртежи на дрвата за да го означиме овој ден. Денешниот централен настан, одржан во споменатото средно училиште, презентира низа од активности, а се во рамки на проектот Заеднички за зелено застапување за заштитата на животната средина. Прозаистот, поет и академик Божин Павловски е овогодишниот добитник на признанието за животно дело, што го доделува манифестацијата во чест на поетот, што го негува творештвото на Ацо Шопов, а годинава одбележува 44 години од неговата смрт. Добивте признание за животно дело. За вас лично што значи тоа? Во признание во секој случај градот Штип е во еден духовен подем и се грижи за културата, за уметноста. Мислам дека градот Штип одлично се развива. Во секој случај ми представува големо задоволство. Која е вашата порака до младата генерација? Младата генерација да ја сака литературата, да го почитува нашето културно минато, да се бори за сите модерни текови во развојот на нацијата. На 26 април недела во Штип ќе се одржи градската трка Суперија Ранс, на која се очекуваат над 1200 учесници од земјата и регионот. Трката ќе се одвива на рута низ централното градско подрачје, од кај Маршал Тито преку улиците Васил Главинов, Генерал Михајло Апостолски и Христијан Тодоровски Карпош со враќање на стартната позиција. Поради настанот во сила ќе биде изменет сообраќаен режим. Дел од улиците во центарот ќе бидат затворени во недела, додека во сабота во 14 часот ќе биде ослободена платформата наспроти трговскиот центар. Сообраќајот ќе биде пренасочуван, а на терен ќе бидат ангажирани редари, волонтери, полиција, обезбедување и една медицинска помош. Ќе биде овозможен и посебен коридор за брза интервенција на медицинските возила кон клиничката болница Штип. Организаторите апелираат до граѓаните за разбирање и навремено отстранување на возилата од трасата, со цел безбедно и успешно одржување на трката, која го промовира спортот и позитивниот дух во градот. Илјадници луѓе се собраа на 20 април во парковите низ целите Соединети Американски држави за да го одбележат неофицијалниот празник на канабисот, познат како 4/20. Голем број луѓе ги пополниле њујоршките паркови Вашингтон сквер и Томпкинс сквер, каде што посетителите се собрале со музика, џоинти и променливи полициски мерки да ја одбележат легализацијата на канабисот. Рекреативната употреба на канабис е легална во Њујорк за лица постари од 21 година, согласно државниот закон донесен во 2021 година. Самиот број 420 стана синоним за културата на канабисот и често се користи како колоквијален израз за растението и неговото консумирање. Тој ден го користат и активисти и подржувачи за да потикнат поширока легализација и декриминализација на марихуаната во САД и пошироко. Утре времето променливо, облачно со сончеви периоди. Температурите до 18 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 11 км на час. Влажноста ќе биде 39%. Температурите по градови се следните. Штип 17 степени, Карбинци 16, Пробиштип 15, Чешиново Блешево 16, Кочани 18 степени. Температурата во Виница до 16 степен, во Македонска Каменица до 14, Делчево ќе брои 16 степени, а во Пехчево и Берово максималната
до 13 степен. Според православниот календар, утре е ден посветен на светите меченици Теренци, Африкан, Максим, Помпи и останатите 36 мина со нив. Во католичкиот си спомнуваат за Јурај.